Грчката радикално-левичарска влада доби доверба во парламентот пред денешните разговори во Брисел со меѓународните кредитори. Пред гласањето премиерот Алексис Ципрас изјави дека нема враќање на ерата на острите мерки за штедење. Според Ципрас, грчката влада веќе нема да дозволи странските кредитори да го надгледуваат спроведувањето на спасувачкиот план. Без оглед колку Самарас и Шојбле го бараат тоа, ние нема да го продолжиме спасувачкиот пакет. Нема да прифатиме предуслови од познатите мејлови на тројката за дополнителна контрола. Изјави Ципрас пред гласањето во парламентот во врска со условите на меѓународните кредитори, Европската централна банка, Европската унија и ММФ за спасувачкиот пакет од 240 милиарди евра. Тој додаде дека Грција бара политичко решение во рамките на унијата и повтори дека неговата влада нема да прифаќа нови заеми или мерки за штедење. Έχουμε το λαό στο πλάι μας, δεν εκβιαζόμαστε και δεν εκφοβιζόμαστε από κανένα. Се додека народот е на наша страна, нема да бидеме уценуваени и не се плашиме од никој, рече Ципрас, кој деновиве посети неколку европски центри за да добие поддршка за неговите ветувања. Изгледа дека тие сакаат да се играат со оган, да се играат со подолби и нестабилност, и тие играат со ширење на евроскептицизмот во сите европски региони, оцени Ципрас за некои од европските партнери. На истата дебата, поранешниот премиер Андони Самарас рече дека грчкиот банкарски систем од декември, кога парламентот не успеа да избере шеф на државата, загубил 15 милиарди евра. Самарас беше поразен на предвремените избори на 25 јануари од радикалната левичарска партија Сириза. Εθνική αξιοπρέπεια δεν είναι να ζητάς, να έχεις το δικαίωμα να ζητάς. Имањето национална гордост не значи дека имаш право бесконечно да позајмуваш пари од другите и потоа да бараш да ти го намалат долгот и потоа да сакаш да ти дадат нови заеми. Тоа се нарекува национална фантазија, рече Самарас. Намерите на премиерот Ципрас, според анкетите, ги поддржуваат 75% од грците, но до сега тие не наидоа на поддршка од европските партнери, особено од Германија, чиј министер за финансии Волфган Шојбле изјави дека Унијата нема да преговара за нова програма со Грција. Германија исто така ги отфрли како безпредметни најавите на грчката влада дека ќе побара репарации за Втората светска војна. Шефот на германската дипломатија Франк Валтер Штајнмајер по средбата во Берлин со неговиот грчки колега Никос Кодзијас изјави дека Германија била целосно свесна за својата политичка и морална одговорност за тогашните страшни настани во Грција. Сепак, ние сме цврсто убедени дека сите прашања околу репарациите, вклучувајќи ги тука и присилните кредити, судски се решени еднаш за секогаш, рече Штајнмајер. Берлин смета дека не и должи ништо на Атина откако во 1960 година и исплати 115 милиони германски марки како воена компензација.